Живееме во ера технологија и мораме технолошки да се однесуваме, нели така? Добро. Драги мои браќи и сестри, сега е време кога ја отвараме светата Божја реч, книгата која што секојаш треба да биде заедно со нас кога доаѓаме во молитвениот дом. Пред се ние треба да ја чуваме во срцето свое, така вели псалмистот Давид, тоа е најубаво место каде што можеме да чуваме Библијата, но во молитвениот дом доаѓаме. И еве, ја би сакал во овие неколку минути што се пред нас, заедно со вас да проучам нешто што сметам дека е суштина на нашиот духовен живот. Има нешто во нашиот духовен живот што дава посебен белег, посебен значај, нешто што не прави карактеристични како верници и кој што нашата духовност или нашиот верски живот не би имало смисла кога ова за што би сакал денеска на ова место да разговараме не би постоело. А што е тоа? Тоа се нашите искуства со Господа. Ние и нашите искуства со Господа. Важни ли си? Зошто? Ни дала сила и снага. Ни утврдуваат во вистината. Ни кажуваат дека Бог е жив. Дека ова што го читаме не е мртво слово на хартија. Дека нашиот верски живот има смисла. Дека се движиме во вистинска насока. Да, тоа се само дел од одговорите на прашањето зошто се важни искуствата во нашиот живот. И можат луѓето што не веруваат во Господа, атеистите, да зборува се и се што. Меѓутоа, кога ќе го доживееш Господа во својот живот, кога твојата молитва ќе го пробие плафонот од твојата соба или од молитвениот дом, кога едноставно ќе доживееш Божјата интервенција во твојот живот, се менува. Затоа што кога Бог се појавува на сцена, вели Библијата, чуда се случуваат. Земјата беше безобличи и пуста. До кога? До кога Бог не се појави и рече нека биде светлост. Многу луѓе биле на смртна постела додека Исус не дошол, во негово присуство што се случувало. Бегала и смртта и болеста. Многу болни били излекувани кога Исус само поминал низ некои места, така вели книгата Дела на апостолите. Кога е Бог присутен, се менува. Зошто? Затоа што нашиот Бог на кого ние му веруваме е живот. Живот е нашиот Бог. Централна тема во Библијата е животот. Бог создал живот. Ѓаволот, нажалост, посеял смрт. И животот и смртта едноставно се присутни скоро во секоја книга, скоро во секоја глава во Библијата. Земет, прва и втора глава од прва книга Мојсеева зборува за живот. Трета глава зборува за смрт. Четврта глава, живот и смрт, двајцата браќа на сцена. Пета глава која што можеме прескокнуваме и која што викаме што можам од неја да се научам. Прва книга Мојсеева. Најреална глава во Библијата. Зборува за што? За живот и смрт. Имате чувство како да сте во некој гробишта и приметувате се родил, живеел и умрел. Живот и смрт. Се родил, живеел и умрел. 6 до 9 глава, потопот. Бог вели на Ное, повикај ги на живот, еве им 120 години. Ако не прифатат, ќе се соочат со смртта. И така, кога одиме понатаму, секоја глава, секоја книга во Библијата зборуваат за животот и за смртта. Па и најубавиот текст во Библијата, во Јован 3:16, е поврзан со животот и смртта. На Бога толку му миле светот, што го даде својот единоден син и секој што верува во него да живее, да не умре. Да има живот, живот вечен. Уште една причина зошто се важни искуствата. Значи, искуствата, ние и нашите искуства. Зошто и како треба да ги памтиме нашите искуства со Господа. Ете во тој правец, значи во овие неколку минути што се пред нас, ќе разговараме од Светото Писмо. Што се тоа искуства? Библиска дефиниција, ако можеме. Секојаш на почетокот треба да ги дефинираме работите. И постоја дефиниција, ова проучување ќе го поделиме во два дела. Во првиот дел ќе зборуваме зошто треба да ги памтиме искуствата, а во вториот дел како треба да ги памтиме искуствата со Господа на основа на една библиска книга која што е
Многу динамична и за кое што најголем дел од времето ќе посветиме на неја. Што се тоа искуства? По мене има повеќе дефиниции. Тоа е манифестација на Божјата присутност. Кога Бог се манифестира, кога Бог кажува, еј, тука сум јас, иако не ме гледаш, иако едноставно има бариера помеѓу тебе и мене, но јас сум тука, те слушам, те гледам, секој сум среде да ти помогнам. Божја манифестација на Божјата присутност. Еден теолог ќе каже, Господе, Твојата присутност или Твојата отсутност од мојот живот значи живот или смрт. Да, и затоа се важни. Преку искуствата, оној Бог кој е таму некаде горе, постанува наш пријател кој што е тука близко до нас, до тебе и до мене. Колку е потребно кога си во такви ситуации да чувствуваш пријател до тебе, кој што ќе каже, не се секирај, јас сум со тебе. Може да те оставил оној, може би те оставил оној. Можеме сега да ги разбереме оние зборови на Исуса Христа во крстот кога вели, Боже мој, зошто си ме оставил? Чувствува како човек потреба некој да биде покрај него. Да, се чувствуваме посилни. Секоја библиска книга, од сите 66, зборуваат за тоа како Бог се манифестирал во животот на сите нив. Па дури книгата за Естира, каде што единствена книга каде што не е спомнато Божјето име. Тука многу Бог делувал. Како би се спасил еврејскиот народ кога Бог не би делувал тогаш? Така да може било која книга да земеме да зборуваме за искуствата, но јас се одлучив на една книга. А тоа е книгата која што покрај делата на апостолите во Новиот Завет е најдинамична книга во Стариот Завет, а тоа е книгата, браќи и сестри, Излез. Или втора книга Мојсејева. Фантастична книга. Книга која што не ве остава рамнодушни, ве остава без див. Кога земате да ја читате, едноставно приметувате како некој серијски филм, акционен, онака, значи постојано нешто се случува во таа книга. Дозволете ми пред да дадам еден пресек на самата книга Излез, да прочитам само еден текст од Духот на пророштвото, многу важен, многу силен, го знаете, сигурно сте го слушнале, но за мене е многу значаен кога зборуваме за оваа тематика. Тој вели вака, Одабрани сведоштва, 162 страна, вели, проучувајќи нашата историја, нашето минато, анализирајќи го нашиот чекор, нашите чекори, од минатото до денес, можам да кажам, вели слугинката Господова, слава на Господа! Кога ќе го наблюдувам се тоа што Бог направил за нас, пророкот на последното време вели, одушевена сум во Христа како наш водач. Ние нема од што да се плашиме во иднина, освен ако го заборавиме патот по кој Бог не водел и неговите поуки во минатото. Кога ти и јас, како Божи деца, како Божи народ, немаме да имаме страв за иднината? Кога? Кога ќе се сетиме како Бог не водел во минатото? Па не знам што сега да се случи во твојот живот. Не знам во каков проблем да си здравствен, материјален, брачен. Знам, некои изгубија своји мили драги во скоро минато. Меѓутоа, да имаме поверење во Господ. И во тие најтешки моменти кога немаме одговори на прашањата, Господ знае како не води. Затоа што Библијата вели дека пред неволја праведникот се зема. Така да тоа нека ни биде охрабрување. Да, нема од што да се плашиме во иднината, освен ако го заборавиме патот по кој што Бог не водел и неговите поуки во минатото. И вели понатаму последниот текст. Ние ќе бидеме силен народ, ако се потпреме на Бога, затоа што ракуваме со мокните вистини на Божјата реч. Фантастичен текст. Дозволете ми да кажам. Ништо да немаме од духот на пророштвото. Само овој текст вреди духот на пророштвото. А ова е само една мала капка од море убави работи што ги наоѓаме во духот на пророштвото. По мене ова е еден од топ 5 текста, цитати што ги има во духот на пророштвото, што ми се многу мили, што ми се многу драги, што ми се постојана инспирација и мотивација во мојот живот и кој што наоѓам голема утеха во нашиот Бог и како тој не води во нашиот живот. Добро.
Како да разбереме излез? Еве една кратка слика пред нас и да видиме, значи, 3 пораки само ќе излечеме од овој прв дел. Една кратка слика за тоа што ни зборува втора книга Мојсеева. Значи, оние важни моменти сакам да ги истакнам. Како почнува втора книга Мојсеева? Дали приметивте како почнува, со кои зборови? Ова се имињето. Тоа може нешто да значи или не мора нешто да значи. На прв поглед не мора ништо да значи, али многу значи. Теолозите сметаат дека ако сакаме да ја разбереме втора книга Мојсеева, мораме да ја разбереме прва книга Мојсеева целост. А прва книга Мојсеева, обично велат теолозите, е поделена во 2 големи дела. А тие 2 големи дела зборува за 2 создавања. Создавањето на нашиот свет од 1 до 11 глава, имате прво создавање, имате на второ создавање после потопот, кога Бог, нели, во новиот свет се служи со речникот на создавање и создава нови услови за живот. Тоа се создавање, значи. И клучен стих во овој прв дел од 1 до 11 глава вие 1 Мојсеева 3:15. Знаете, клучен текст. Не можеме да го заобиколиме, нели, пророштвото за доаѓањето на Месија. Меѓутоа, од 12 глава до 50 глава, до крајот на прва книга Мојсеева, имаме уште едно создавање. Кој е тоа создавање? Создавање на Божиот народ. Создавање на израелската нација, нели така? И првите 3 стиха од 12 глава, кога почнува второ создавање на Божиот народ, се клучни не само за прва книга Мојсеева, не само за втора книга Мојсеева, него за сите 5 книги, за целиот Стар Завет, затоа што тука Бог дава ветување. На кого му се обраќа во овие 3 стиха Бог? На Аврам. И што му вели? Излези и кои 3 благослови му ги дава? Ајде да се сетиме, брзо. Кои 3 благослови? Прво ќе има што? Син, нели? После, кој друг благослов е? Брзо. Ќе добијат што? Земјата. И трет благослов? Но? Добро, потомството рековме. И кој е третиот? Земјата, народот. Тој ќе ги води, нели така, ќе биде непријател на сите нивни непријатели, нели така, значи? Ајде ги прочитаме тие текстови во 12 глава, само да ги прочитам, затоа што се клучни, а потоа одиме, значи, да видиме која врска има сето ова со втора книга Мојсеева, многу важно. И му рече Господ на Аврам: оди од земјата своја, од родот свој и од домот на својот татко, во земјата што ќе ти ја покажам, и ќе направам од тебе голем народ, ќе те благословам, името твое ќе го прославам, ти ќе бидеш благослов, ќе ги благословам сите оние што тебе ќе те благословат и ќе ги проколам сите оние што тебе ќе те проколат. Благослов и на сите оние што Аврам ќе биде благослов, а и ќе се бори за неговите непријатели. Сега кажете ми, колку деца имал Аврам кога ова му ветил Бог? Па што? Па како е ова се? Аврам што да каже? Господе, бе, немам деца. Абе, Господе, ти ми кажеш, иди, а каде? Лево, десно, назад, оди. Видите? И сега пазите што е интересно. Од еден син се создава народ. Нели така? И прва книга Мојсеева завршува како? Како една фамилија, поширока фамилија доаѓа каде? Во Египет. И таа слика ја наоѓаме во почетокот на втора книга Мојсеева, кога вели ова се имињата. Како почнува втора книга Мојсеева? Ова се имињата, нешто многу ситно, многу малку и ги споменува тука. Вкупно се на се ја кажува бројката тука писателот, колку луѓе се? 70 души, нели така? Меѓутоа, како завршува прва книга значи прва глава од втора книга Мојсеева? Како завршува? Еве што е ли? Али пред да кажам тоа, и ова е многу важно. Јосиф бил миленик таму. Тие доаѓаат 70 души, а вели и Јосиф умрел, значи целокупната земска поддршка Божиот народ ја изгубил. Малку луѓе, Јосиф го нема, доаѓа друг цар и сега логично е да работи да одат каде? Надоле. А што се случува? Обратно вели се случува. А синовите Израелеви, пазете кои зборови се употребуваат. Се народија, се умножија, напредуваа и се осилија. 4 зборчиња. Ау. Добро кажал некој. Втора книга Мојсеева почнува со благослов,
завршува со благослов. Како? Што имаме на крајот на втора книга Мојсеева? Подготовка на светилиштето за служба. И кога читате последната глава и предпоследната од втора книга Мојсеева, ќе гледате како Бог го благословува тоа место. Значи, ова е книга на благослови. Почнува со благослов, завршува со благослов. А во средината на тие благослови, Бог интервенирал многу пати во корист на својот народ. Прво интервенирал кога требало да се сочува животот на водачот на израелскиот народ, на Мојсей. Вие знаете, да не интервенирал Бог, што би се случило со малото бебе? Би умрело, нели така? Потоа интервенирал кога требало да го повика за водач. Па интервенирал во Египет преку 10 зла. Но дали прекинало таа интервенција Божја кога ти излегол таму? Не. Интервенцијата продолжила каде? Понатаму. Кога биле пред Црвено море, интервенирал. Кога немале вода, кога немале храна, кога имале непријатели пред себе, кои што им претеле, како Бог се поставувал? Бог интервенирал. Така да, просто кога ја читате глава по глава, настан по настан, втора книга Мојсеева ви остава без див. Читате и се одушевувате за Бога кој што не го остава својот народ рамнодушен. Што мислите сега, дали Бог тебе и мене ќе не остави исто така сами? Во својот Египет, во својот, хајде, овој Вавилон, како е наречен во откривени овој свет, каде што Бог има шака народ, гледајќи видлива црква, невидлива, Бог само знае колку има свој народ тука во овој свет. Бог исто така интервенира. Но прашање, дали нашите очи се толку отворени да гледаме како Бог интервенира во нашите животи? Не знам моментално, брати и сестро, во каква ситуација се наоѓаш сега. Не знам какви се можеби вашите бракови или какви се вашите семејства, какви се твојата здравствена ситуација, какви се вашите идеи, планови, цели пред вас. Но, и не знам какви се вашите искушенија, не знам кои борби едноставно моментално ги водите. Но сигурен сум, затоа што живееме во таа голема борба помеѓу доброто и злото, секој од нас се соочуваме со своите борби, со своите, да кажам така, прашања пред Господа. Да, мораме да научиме да живееме со своите прашања. Но Господ е тука да ни каже дека едноставно ќе интервенира за секој од нас. Но знаете ли што е парадокс во втора книга Мојсеева? И покрај големата интервенција што Бог ја прави за својот народ, и покрај тоа што Бог се манифестира, Божиот народ во втора книга Мојсеева доживува духовна амнезија. Тој заборава. Често заборава. Нажалост. И затоа гунџа. Затоа онака мрмори. Затоа едноставно протестира. Затоа има реплика. Затоа има прашања. Затоа го подигува својот глас и према водачот, а преку водачот и на самиот Бог. И затоа сакам да извлечам 3 пораки од овој прв дел пред да одиме на вториот дел од ова проучување. Брати и сестро, ако ги заборавиме нашите искуства со Господа, прва работа, ќе мрмориме, внатре во себе ќе имаме некој незадоволство и ќе бараме други алтернативи. Тоа е логична последица која ќе заборавам како Бог ме води во мојот живот. Може да ни се случувало во минато такви ситуации. Да. Но Бог може да ни извлече таа ситуација. Ако сме свесни дека сме моментално таква некоја ситуација, нешто не ни е право, нешто внатре се случува, а секој од нас може би бил во таква ситуација или сега и може ќе биде, Бог ни вели, сети се како сум те водил порано. Затоа вика слугинката Господова, ние немаме да имаме страв за иднина, ако едноставно само се сеќаваме за она како Бог не водил во минатото. Тоа е прва порака. Втора порака. Ако ги заборавиш искуствата со Господа, произлегува од овој текст од Духот на проштвото, твојата и мојата иднина ќе биде неизвестна. Па ако се сомнем на Бога кој што ме водел, како ќе има поверение за понатаму? Што утре? Како ли ќе испаднам на крај? Затоа не дозволувај горчината на некое неповерение или на нешто што можеби не е рачистено во твоето срце, во моето срце, да биде пречка, да едноставно немам време да се сетам, чекај бе, јас сум бил во потешка ситуација, сум бил во ваква ситуација, сум имал проблеми од ваква врста, од онаква врста, ама никош не сум останал. Никош да не заборавиме после облак, доаѓа едноставно и сонце. И трета работа, трета порака, кога ги забораваме нашите искуства со Господа, најлошо што може да биде. Можеме да отпаднеме од вистината. Можеме да постанеме атеисти.
Колку луѓе од тие што излегоа од Египет останале до крај? Тешко прашање, нели? Али колку само се спасиле? Полесно е. 2. Кај се другите? Зошто? Знам луѓе кои што кажуваат, додека не гледам, додека чуда не се случуваат, не верувам. Па колку чуда видоа? Колку искуства доживеа? Колка манифестација, а пак што се случи? Видите, не е гаранција. Само да гледаме нешто онака. Меѓутоа, да не заборавиме како Бог не води. Да едноставно тоа го закопаме длабоко во срцата наши, во смисла да е сочувано. Тука. И да го навраќам филмот, да се вратам, да читам малце како Бог ме водил порано. И затоа, совет библиски и го заокружам овој прв дел, пред да одиме на вториот, вели вака, Псалам 103:2, благословувај го душо моја Господа и немој да заборавиш ниту едно добро што Господ ти направи. Немој. Ово само кога се сетам колку искуства Бог ми дал во животот. Ако почнам да ги редам онака, ќе треба тука да престанам после со проповед. Луѓе, толку искуства, толку пати сум ја видел Божјата рака во мојот живот. Неполни 2 минути поминале кога Бог најбрзо ми услишал молитва во мојот живот. И тоа многу потребно. Секој дневно Бог реагира. Дали гледаме само? Имаме ли отворени очи да гледаме? Секој се сеќам кога размислам овој правец за она молитва, сеќавате на слугата Божи во Стариот Завет, кога се молил за својот слуга, што рече: Господе, отвори му ги очите да види, повеќе се наши него нивни. Да, ѓаволот вели: не бе, ги нема вашите. Вие сте оставени. Ве нема. Кои сте вие? Шака луѓе сте во Македонија. Не, повеќе се наши. Ние мислиме понекогаш сами сме останати, никој нас не гледа. Не, 7.000 има кои што не му се поклонија на овој свет. Има многу наши. Затоа, Господе, ајде молитва наша нека биде на крајот на ова тема, кога ќе дојдеме: Господе, нека нашите очи бидат секојаш отворени да ги видам Твоите интервенции во мојот живот. Да не заборавам како Ти делуваш во мојот живот. За да заборавам 5, 10, 15, 20, 30, 50, сестра Ленче, колку години си во вистина? 53. За да заборавиме толку години во нашиот духовен од со Господи, да кажеме: не, Господ е со нас. Бил и се уште и понатаму ќе биде. Нема да те оставам, нема да те напуштам, вели во Евреите, таму го читаме. Нели така? Ќе биде со нас. Немој да чајуваш. Бог е со тебе, Бог е со мене. Бог ќе биде со нас заедно. Да. Ние сме повикани да размислуваме. Меѓутоа, најдобар начин да не забораваме, зошто треба да ги памтиме искуствата, најдобар начин е да најдеме некој модел, некој начин креативен како да ги памтиме тие искуства. Да најдеме некој начин. И за мене беше откровение, уште кога почнам да анализирам ова тема, а ова тема почнам да ја размислувам уште у Марушевец кога бевме, кога одевме на овие наши проучувања таму, и баш имав едно утринско и баш во овој правец размислувајќи, ја подготвив уште тогаш ова размислување и надоградував после на сето тоа. За мене беше откривение кога ја читав втора книга Мојсеева или Излез, кога најдов дека не само што имаме причини зошто треба да ги памтиме нашите искуства со Бога, него книгата Излез ни зборува и за креативни начини како да ги памтиме нашите искуства со Бога. Тоа за мене беше едно големо откровение. И сакам со вас неколку да повторам, да поделам неколку креативни начини за кои што ни збори книгата Излез како да ги памтиме нашите искуства со Господ. Ајде одиме поред. Неколку ќе спомнам. Има 8-9 начини тука. Неколку ќе спомнам што верувам ќе бидат значајни за сите нас и барем некој од нив едноставно да се сеќаме некој од нив. Ајде отворите заедно со мене, сега ќе читам текст, ќе кажам некој збор и една апликација од тоа ќе извлечеме за нас. И така, неколку ќе спомнам и ќе го заокружиме ова наше проучување. Првиот текст го наоѓаме во 13 глава, значи втора книга Мојсеева, 13 глава, го читам вториот стих. Што вели текстот? А Мојсие му, односно, трети стих поправо, 13.3. 13.3. А Мојсие му рече на народот: памти го овој ден, ден во кој што излеговте од Египет, од домот на робството, зашто Господ со силната своја рака ви изведе отаму. Еве го првиот текст, сакам да го поделам и заедно да размислуваме за него. Што вели Библијата за овој ден? Кој е тој ден за израелскиот народ? Па денот кога излегува од Египет, кога го оставија тоа робство и едноставно отидоа на пат према ветената земја.
Ајде на апликација за нас. Кој е денот кога ти и јас излеговме од нашето робство? Кога се крстевме, нели така? Точно е дека ние тогаш не го запознавме Господа, точно е дека ние порано сме го запознале Господа, почнавме да проучуваме, почнавме да се спремаме, меѓутоа на денот на нашето крштевање, тогаш јавно признавме, што? Дека од денес ќе бидам на чија страна? На Божја страна. И Бог што рече? Кој ќе ме признае мене пред Бога и пред луѓето? И јас ќе го признам каде? Пред Бога, нели? Кој ќе ме признае пред луѓето, јас ќе го признам горе пред Бога и пред ангелите. Така да од тој момент ние почнавме што? Тој ден е многу важен, многу значаен за нашиот живот. Сега, имам прашање, неколку многу тешки за сите нас во продолжение. Го памтите ли денот на вашето крштевање? Добро, да. Сите? Сите? Што кажеш, сабота беше, брате, не заборавам. Нели сабота, некој дури сабота може да не се крстил, друг ден, ама сабота обично 99% нашите крштевања се во сабота. Сабота, брате, како ќе заборавам? Кога беше тоа? Кога беше? Нели? Кога беше тоа? Добро, сега имам уште потешки прашања. Дали треба само вие тоа да го памтите или вашите пријатели? Кога Бог во Библијата вели памти го, дали мисли само интелектуално? Еве ја памтам, јас сум крстен на 1 февруар 1992 година. Дали тоа значи? Памти го. А дали само интелектуално? Еве, памтам, тоа е датум и готово. Готово памтам. Да се држиш? Што значи да се држиш? Ајде имаме пример библиски, да не мора да мозгаме. Дали уште некој ден во Стариот Завет треба да го памтиме? Така е. И што правиме ние кога доаѓа сабота? Господе, памтам, денеска е сабота и одам на работа. Што правиме? Што правиме? Ја одбележуваме. Библискиот поим на памтење значи обележи го, направи го тоа видливо. Нека тоа ти постане едноставно нешто што и твоите пријатели, комшии ќе го знаат. Сега да ве прашам, вашите пријатели, комшии го знаат денот на вашето крштевање? А зошто, Сребе? Тоа е за нас. Зошто? Тоа за нас ли е само? А чекајте, на Фейсбук ви го честита денот на раѓање или денот на вашето крштевање? А зошто кога роденото тело, вели Исус, тело е, а роденото дух, дух е? Зошто? Не го објавивме, бе, брате, затоа да го објавивме, ќе ни честита. Па зар не знаеш, не објави, го ќе ти честитаат. Па зашто не го објавуваме? Знаете ли кој е убава работа? Замислите, јас се обидував еднаш што да го направам. Сега во февруари се договоривме со сопругата да го одбележам. Викам, сакам да го одбележам онака. Ќе направиме нешто посебно, ќе повикаме на посебна група на пријатели наши, онака, неверници пријатели, и да им кажам зошто овој ден мене ми е важен. Знаете ли колкава убава прилика за проповедење ќе имате? Можете дури убаво да направите некоја презентација на ваши некои убави спомени, да повикате некои соседи, пријатели и да им презентирате, еве зошто овој ден за мене е важен. Православниот свет има свои слави. За нас тоа не е важно, Библијата тоа многу јасно зборува за тоа. За нас е важно. Дојди, пријател, ти кажам зошто овој ден ми е најважен. Jer пазете, ако славиме роден ден, ако одбележуваме роден ден, ако одбележуваме годишница на брак, ако ни е важен денот кога сме стапнале на работа некаде, не знам, ако ни се роди дете, нормално, значи тоа е негов роден ден, но како татко и мајка нас ни е важен тој датум затоа што тогаш добивме дете, нели така? Зошто не одбележуваме денот кога сме направиле завет со Господа? Тоа би било многу убаво. Памти го, вели Библијата, како саботниот ден што го памтиш. Тоа е прва работа, тоа е индивидуално. Но има и друго нешто како треба да го памтиме колективно. Дали знаете како баш во втора книга Мојсеева имаме совет колективно како да го памтиме денот на нашето излегување. Дали знаеме кој ден е тоа и кој настан и кој чин е тоа? Ќе ве потсетам. Кој празник евреите требало да го слават и го славија како потсетување на денот на излегување од Египет? Кој? Пасха. Во Новиот Завет кој е тој празник? Кој е обред? Вечерата Господова, нели така? Замислете колку е убаво, обично знам дека тој ден сме преблокирани со организација. Леле, ова прави, она прави, па плюс ако имаме и заеднички ручек тогаш и ова и она, не знаеме глава каде ни. Но знаете ли што пропуштаме тогаш? Да ги поканиме нашите, тоа е евангелизација. Да ги поканиме нашите пријатели, комши, дојдете да видите што за нас адвентистите значи вечерата Господова. Ја бев изгубен. Замислете да подготвиме некои убави искуства.
Да го моделираме тоа богослужение, не мора да робуваме на некоја навика, онака да мора секош така да биде. Ние сме слободни да го креираме богослужението да биде на благослов на сите нас, да го моделираме така убаво. Додека проучував секоја сабота, еви и попладне, човек ќе одам во едно место, имаме едно ново место, таму едно 10 луѓе, значи две семејства се тука, проучуваме решта Господова. Тоа се родителите на она девојка која што беше обседната, па незините родители почнаа да доаѓаат во молитвениот дом и се спремат за крштевање. Едно друго семејство, 10 нив ги имаме тука во една населба во Скопје, одам таму и минатиот пат кога бев таму, додека проучував, знаете кои дојдоа? Јеховни сведоци. Дојдоа да ги поканат на спомен вечера. Зошто? Замислите кога ние би направиле такво нешто, да одиме да ги поканиме луѓето да дојдат да видат што за нас адвентистите значи вечерата Господова. Па тоа е наше излегување. Нели така? Тоа е втор креативен начин како да ги памтиме нашите искуства со Господа. Поради времето одиме понатаму. Трет начин како да ги памтиме нашите искуства со Господа, 12 глава, да отвориме. Ова е многу важен текст. Втори стих. Многу важен текст. Охрабрителен за мене беше исто така едно откровение кога ова го проучував. Што вели 12.2? Значи втора книга Мојсеева, се тука остануваме. Овој месец, вели Господ на Мојси и Нарон, нека ви биде каков месец? Што вели текстот кај вас? Прв почеток на месеците, да ви биде прв месец во годината. Кој е тој месец? Кој е тој месец? Месецот на излегување од каде? Од Египет. И знаете која поука излекуваме од овој настанот, овој совет? Бог го моделира календарот. Тука имам текст кој што вели дека Бог го моделира календарот. И вели ако сакаш да направиш календар, убаво и треба да направиш, но една работа знај. Првиот месец во тој календар треба да биде месецот кога сте излегли од каде. А кај евреите бројот 1, прв е многу значен, многу важен. Нели така? Со други зборови што сакал да каже? Излегувањето нека ви биде ваш приоритет. Со други зборови, вие знаете календарот всушност е наша агенда. Секој од нас има свој дневен план, седмичен, месечен, тромесечен, годишен. И идеја Божја е преку ова да ни каже: пред да почнеш било кој план во твојот живот, пред да почнеш било која активност во твојот живот, сети се на твојот излез. Да, сети се на твојот излез, сети се на денот на твоето крштевање, сети се на искуството што си ги имал, сети се на начинот како си го запознал Господа. Што би било тоа убаво. Што вели Копнежот на вековите? За нас би било добро да секој ден поминуваме најмалку по 1 сат, размислувајќи за што? За Христовиот живот. А посебно за што? За завршните оние призори од неговиот живот. Нели? И да ги проучувате, вика, во секој детал. И дозволете и на својата мечта или фантазија да ги долови тие моменти од Христовиот живот. И луѓе, ако ние нон-стоп, како што вели 2 Коринтијаните 3 глава, гледаме со отворено очи, што се случува со нас? Преобразба. Се преобразуваме. Со кого се дружиме, такви постануваме. Не може човек кој што саат време наутро посветил со Господа да го гледа во Голгота како едноставно и убие заради него. Распнат. Да не разговара со брат, со сестра, да не се вклучи во црквените активности, да не биде позитивна личност, да не биде едноставно секојаш спремен да служи. Не може, нема шанса. Ако вистински едноставно секој утро доаѓа пред Бога тука пред подножјето на крстот. Тоа ни вели овој текст. Пред секоја твоја активност во твојот календар, сети се на твојот излез, сети се на некој што е причина за твојот излез, а тоа е Господ, и размислуј за тоа. Фантастично, фантастична работа. Еви што некој ќе спомнам од сите овие предложени, ги има многу, реков, али многу важни работи. Значи, видовме 11 глава празник, тука е 12 глава, значи за календарот, 13 глава да го памтиме денот, 14 и 15 глава, зошто не се важни во втора книга Мојсеева? Што се случува? Божиот народ победил во Египет, излегол од Египет, дошол пред Црвеното море и сватил дека непријателот што? Се покаал што ги оставил и што прави непријателот? Прогон. Никогаш, брати и сестри, кога ќе направиме завет со Господа, пријателот нема да каже слободно оди си. Не. Тој ќе не прогонува додека е жив. И што да направи сега Мојсија и народот? 2-3 милиони колку луѓе биле пред Црвеното море. И Бог отвара море и вели и во псалмите Божиот народ поминува суво таму.
Поминува од друга страна, Бог го затвора морето за да го спаси својот народ и доживува Божиот народ веројатно најголемо искуство после излегувањето од Египет е отварањето на Црвеното море. Дори тоа е слика на она стаклено море, нели, на сите тие искуства што Божиот народ во последно време ќе ги има, нели, со Господа. Но моето прашање, што прави Марија во следната глава 15? Пее! Еве го третиот, четвртиот креативен начин како да се сетите на вашите искуства со Господа. Пеј му, брат и сестро, на Господа. Пеј му! Но, брате, јас кога пеам, сите бегат. Пеј му, кога пееш од срце. И колку лошо тоа да звучи, некој ќе препознае таа твоја емоција, што му пееш на Господа. Сега да ве прашам искрено, кога последен пат од срце сте му пееле на Бога, а да тоа не биде богослужение? Да не биде сабота, или петок, или попладне сабота, да си биде тоа нешто вака од срце, од душа, од волја, да му пеете и да просто се радувате што едноставно тоа го правите. Амин. А Давид вели, рано му пеам на Господа. Дали знаете дека во Библијата, сега немаме време, тоа е на друга проповед, само ќе спомнам многу малку, песните всушност биле отпеани после доживеани искуства со Господа. Само ќе ви спомнам, во Библијата имаме извештај за 10 старозаветни песни, односно 9. Немаме време да ги споменеме сите, али секоја песна што е отпеана, имаме извештај во Библијата за неа, е напишана после одредено искуство на Божиот народ. И знаете што е интересно? 9 од тие песни се отпеани. 10-та се уште не е отпеана. Тоа е песната што спасените ќе пеат на стакленото море. А ова со Црвеното море има голема удел, значи како тип на она што ќе се пее. Пеј му на Господа. На тој начин ти го буниш непријателот. Тој те става во ќош таму на страна. Тој сака да те обесхрабри. Ти кога пееш, ти го буниш. Ти онака му кажуваш, не се предавам. И имам некого му верувам. Ќе му пеам нему. И тој ќе направи големи работи едноставно во вашиот, во твојот и во мојот живот. Имаме уште многу такви работи на креативен начин да ги памтиме нашите искуства, но ќе спомнам уште нешто на крајот. Вие знаете, Бог вели запиши ги искуствата во 17 глава. Во 16 глава за маната што вели? Земи некој дел од тоа искуство, стави го некаде на едно место и кога ќе го видиш тоа, ќе се сетиш дека Бог ти помогна, нели така, 16 глава. 17 глава вели гради олтар. Запиши ги искуствата со малиците. Но за мене многу е важно 18 глава. И еве, тоа е последно што сакам да го спомнам. А кој е тоа? Обратувањето на Јотор. 18 глава ви е извештај за обраќање на еден свештеник од друга верска заедница. Ова е извештај каде што Мојсие, кога се среќава со него, што направил? Му проповедал. А што му проповедал? Теорија некоја? Не. Кога искуства, дојди тата, како го викал, дојди тата да ти кажам што Господ направил за нас. Немале Фейсбук, немале ништо, значи од тие технологии. Си седнале во шаторот тука и натенане како источњаците знаеле да се зборуваат вака полека со сати. Се му кажал, нели? И која беше реакцијата на Јотор? Многу е важно. Многу е важна реакцијата на Јотор. 8 стих, 18 глава па понатаму. И му проповеда Мојсие, нели, на дедото свој, се што Господ направи, не теорија, пракса, како Бог се манифестирал. Што направи за фараонот и египчаните заради Израел и сите неволи што не идоа на нив по пат и како Бог ги изведе, и пазите сега реакцијата на Јотор. И се радуваше Јотор на сето добро што Господ направил на Израел. И што рече Јотор? 10 стих. И рече Јотор: благословен е Господ кој ве избави од рацете на египчаните и од рацете на фараонот. Сега гледам дека е Господ поголем од кого? Од сите богови. Тие со оно што се фалеа, овој ги надвиси. И зеде Јотор чин на богослужение. Еве обраќање, еве чин на обраќање. И зеде Јотор, дедото на Мојсие, принесе на Бога жртва сепаленица. Представник од друга верска заедница, слуша искуство на обратување, слуша искуства, слуша како Бог се манифестира во животот на своите деца и што одлучува? И тој да биде дел од тој народ. Нема шанса кога зборуваш за своите искуства, нема шанса кога зборуваш за тоа што Бог направил за тебе,
a da Бог не допре едноставно до срцето на некој што те слуша. Затоа што во духот на прошто вели, и во Библијата предходно, моето слово ќе падне доле, нема празен да се врати назад. На крај, последно. Обично нас адвентистите не перета дека сме легалисти затоа што ги почитуваме 10 Божји заповеди, нели така? И обично се повикуваме на 10 Божји заповеди, запишани во втора книга Мојсеева 20 глава, ги има и во други места во Светото писмо. Ова е последно, сакам да кажам. Но не е така. Затоа ни сведочи првата Божја заповед. Всушност, зашто се дадени 10 Божји заповеди? Опишан е стилот на живот на еден верник. Каков треба да има однос према Бога и како треба да има однос према кого? Према луѓето. Но што треба еден верник адвентист да го мотивира кога треба да живее како што треба и пред Бога и пред луѓето? Еве е првата заповед. Еве што вели текстот. Фантастично, нешто што не треба да го заборавиме. Еве што вели Бог. Тогаш рече Бог сите овие зборови кажувајќи: Јас сум Господ Бог твој кој што сум те извел од земјата мисирска или египетска, од домот на робството. Немој да имаш други богови покрај мене. Која е пораката? Пред било која друга заповед да каже од декалогот, Бог вели сети се на што? На излезот. Сети се на милоста што сум те направил. Затоа што јас сум те ослободил, затоа што јас сум покажал милост кон тебе. Нека твојот живот биде обликован според излезот. Нема легализам тука. Него животот според 10 Божји заповеди е живот обликован според излезот. Затоа што сум доживеал излез, затоа што сум ја почувствувал Божјата рака во мојот живот, затоа што Бог интервенирал, затоа што Бог дошол во мојот живот, јас сум сега жив и одам да им кажам луѓе, јас со љубов ќе му служам на овој Бог и со љубов ќе им служам на моите ближни, затоа што сум искусил што значи да бидеш во еден друг свет, по други околности и да доживееш слобода. Тоа се начините што втора книга Мојсеева или Излез ни ги кажува како да ги памтиме нашите искуства со Бога. На крајот, порака, апел до сите нас. Зборев за тоа зошто треба да ги памтиме нашите искуства со Бога. Зборевме како да ги памтиме нашите искуства. И едно логично прашање што се поставува на крајот е: брате, се добро ни кажа, има ли во Библијата текст што ни вели како да стекнеме искуство со Господа? Jer како ќе памтам ако не доживеам? Зошто ќе ги памтам ако воопшто ги немам? Има ли текст? Како да нема? Како да нема? Како се стекнуваат искуства со Господа? Матеј, 7 глава, 7 стих што вели? Барајте и ќе добиете. Тропнете и ќе ви се отвори. Толку лесно? Така вели Библијата. Барајте и ќе добиете. Сега доаѓа другиот дел на крајот. Сега доаѓа другиот дел. Ако се осудите да се молите со ваква молитва и да барате, бидете спремни на една работа. А што е тоа? Ќе добиете, но бидете спремни. Ова ќе кажам сега, можеби најважно на крајот. Бог сигурно ќе ве изведе од вашата зона на удобност. Нема искуства, а да останете во својата зона на удобност. Не. Лесно е да кажеш: Господе, дај ми искуства, па така се молели Павле Сабајле во Филипа. Отишол на пазар, наут рутринско богослужение, со сила се молеле: Господе, сакам искуства. Сакаш? Добро. Ги натепале, ги оделе во затвор. Господи, искуства сакав? Па еве ќе ти дадам. Ќе ти дадам искуства. Што направиле во Филипа? Проповедале и што се случило? Искуства. Се опретил човекот, крштевање имале, не планирале, ни пред одбор, не знам што се случило тогаш во такви ситуации, али добро, ќе дојде свое време, нели? Али барал искуства, добил. Али што добил уште? Видите? Знам, ние сите имаме своја зона на удобност. Сите ние се чувствуваме удобни таму каде што сме, ама нема, скоро нема и добивање искуства ако живееме својата зона на удобност. Последно прашање поставувам. Каде еден брод се чувствува најсигурно? Чекај. Каде еден брод се чувствува најсигурно? Па на пристаништето. А дали е создаден да биде во пристаништето? Каде е создаден да биде?
Ние не сме создадени да бидеме во својата зона на удобност. Ако сакаме искуства, ние сме повикани да пловиме во овој свет, во тие немирни води, кои што знаат да бидат, знаат како да бидат, ама така се стекнуваат искуства. Ке се молиме ли сега, Господе, дај ни искуства? Или се уплашивме? Господе, дај ни искуства. Господе, помогни да не го заборам денот на моето излегување. Господе, помогни едноставно да се сетам на овој ден и да го поделам и со другите. Амин.